Вчера во ова време разговарав во овдешно во студио со подпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски после конгресот на партијата и реизборот на Мицкоски на чело на ова опозицијска партија. Тоа што мене ми остави впечаток на одреден начин и ме заинтригира е еден мал пасус од настапот на лидерот на опозицијата кој рече дека ќе направат се кога ќе дојдат на власт и кога ќе владеат Македонија да ја стандардизираат во економска, општествена и политичка смисла по типот на Австрија. Зошто баш Австрија, а не Словенија, која е по број речиси иста како Македонија? И се разбира има уште еден аспект кој го забележав, а тоа е процесот на намалување на рамниот данок на 8%. И ми се чини дека за двете теми најподатлив е инаку нашиот редовен соговорник од Виена, доктор Бранимир Јовановиќ. Добро утро, Бранимир, како си? Поздрав, супер, како сте вие? Добар, еве, прво што јас забележав, не ве оптоварувам дали вие го прочитавте, Мицкоски вели дека ќе направи се Македонија да биде, да речем условно, балканска Австрија. Зошто баш Австрија и какви би можеле да бидат компаративните анализи на економските параметри, пораст на GDP на годишно ниво, просечна плата, просечна саатина? Јовановиќ, повелете. Мислам дека воопшто Австрија не е сличен пример на Македонија, дури историски ако гледате развојот на Австрија како држава и како општество воопшто не е сличен на Македонија. Австрија гради некој нов национален идентитет по Втората светска војна, затоа што претходно биле кралство, империја, па потоа биле заедно со германците во Втората светска војна, имале изразен фашизам, австрофашизам посебно во Австрија и после тоа на некој начин во последните 70 години градат некој нов национален идентитет, пробува да се одвојат од германците и помеѓу останатото тоа се гледа и во надворешната политика, затоа што Австрија не е членка на НАТО, што многумина го забораваат кај нас, и Австрија беше позната барем до пред некое време по надворешната политика, по онаа неутралност. Позната е тој нивен став дека тие не се нешто слично како што беше Југославија, можеби не до тоа ниво, но нешто слично. Така што Австрија има целосно различен развој, историски развој, била империја, Македонија никош во поново време не била империја, и Австрија исто така често се заборава тоа. На почетокот на 20-тиот век имаше јак социјализам, односно Виена, например, позната е црвена Виена во историјата. Виена е вториот социјалистички град во историјата на светот по Париската комуна, нели? И во Виена дури имаше и граѓанска војна помеѓу комунистите и фашистите. Така што сакам да кажам дека Австрија има јако изразено левичарско и социјално минато, па дури сегашност, и дури тоа го гледате и во економските политики. Например, ако веќе зборуваме за даноци и слично, највисоката даночна стапка во Австрија е 55%. Во Македонија стапката е 10%. Ние пробавме да воведеме прогресивен данок со 18% и тоа беше дочекано на нож. Во Австрија 55% највисоката даночна стапка и луѓето немаат проблем да го плаќаат тоа. Ако гледате колку учеството на државата во економијата, тоа е околу 50%. Значи 50% од вкупната економска активност во Австрија или се генерира или се редистрибуира преку државата. Во Македонија тоа 30%. Така што воопшто Австрија не е добар пример и се согласувам со вас дека, например, многу подобро би било, подобра компарација за Македонија е Словенија, затоа што Словенија е географски слична, иста големина, 2 милиони луѓе, дури планинска држава, има малце море, но не е тоа нешто премногу слично на Македонија, па дури историски до некаде слична, затоа што беше дел од Југославија, па излезе од Југославија без конфликти, без војни, така што се согласувам со вас дека Словенија би била некоја подобра компарација од Македонија. Но и ако веќе зборуваме за тоа дали нешто може да се научи од Австрија, јас би кажал дека она што може да се научи од Австрија дефинитивно дека е потребна поголема улога на државата во економијата и во општеството. Овде, например, нема приватно здравство, значи тоа е нешто незамисливо. Во Македонија сите се лечат приватно, државата ништо не инвестира во здравство. Образованието исто така се инвестира многу во тоа, во Македонија не се инвестира. И сите оние јавни услуги, да не одам понатаму, што пак не е возможено со тоа што државата има високи даноци, односно зима од оние кои што имаат, им дава на оние што немаат. И исто така многу важно,
се уште постојат државни фирми. Значи голем дел од фирмите кои што се австриските големи фирми се во доминантна собственост на државата. Дури некои од македонските фирми се во собственост на австриската држава, преку австриските фирми кои што се да кажеме собственици, доминантни собственици на тие австриски фирми. И тоа е она што може да се научи од Австрија, дека државата мора многу повеќе да се вложува во јавниот живот, односно во општеството и во економијата, доколку сакате да изградите општество кое што да кажеме функционира, односно работи за сите луѓе. Јовановиќ, ми западна анализата напред околу социјалдемократската или социјалистичката конотација на Виена после Париската комуна. Тој тип на левучарење можеби Мицковски е насочен кон нашава левица, но тоа го оставам на нивото на мојата саркастична забелешка зошто баш Австрија. Но да се вратиме уште малку околу демистификацијата на Австрија како обид за тежнење или компарација на македонските економски анализи. Колку е просечниот GDP во Австрија и колку е платата и минималната плата во Австрија? GDP per capita, односно GDP по глава на жито во Австрија, во оние фиксни цени, во оние да кажеме меѓународно споредливи цени, е околу 50.000 евра, во Македонија околу, не знам, 15.000 или така нешто, тоа се оние споредливи меѓународни цени, односно коригирано за куповната моќ, што значи дека стандардот на живот во Австрија е околу 3 пати повисок од македонскиот. Ако се гледа во општо ниво на цена, односно не коригирано за куповна моќ, стандардот во Австрија е околу 6 пати повисок, односно можеби повеќе, околу 50.000 евра по глава на жито, во Македонија е околу 5-6.000 евра, значи уште повеќе. Просечната плата во Австрија нето плата е околу 2.500 евра, во Македонија околу 500 евра, значи околу 5 пати повеќе. Минималната плата, значи во Австрија нема, Австрија е интересен пример, каде што нема законски минимална плата. Австрија и скандинавските држави немаат минимални плати законски, но имаат затоа минимални плати кои што се договорени со колективни договори, затоа што тука синдикатите се многу силни. И 99% од работниците и во приватен и во јавен сектор се покриени со тој колективен договор, така што тоа е практично исто како да има законска минимална плата. Минималната плата во Австрија изнесува околу 1500 евра месечно, во Македонија е 250 евра, така што 6 пати повисока е. И тоа е интересно да се примети дека соодносот меѓу минималната и просечната плата во Австрија е повисок отколку во македонскиот, што значи дека македонската минимална плата е се уште ниска. Значи синдикатите се многу силни во Австрија. Освен што платите се релативно високи, сите имаат К15, значи приватен јавен сектор имаат К15 и не само еден, него имаат два К15, значи имаме по 14 плати добиваме сите. Едниот К15 да кажеме за Божич, за Нова година, вториот е за летен одмор, и обично тоа се исплаќа 4 пати во годината, односно секои 3 месеци добиваш да кажеме уште по една пола плата. И тоа го имаат сите, 99% од работниците, оние што се да кажеме вработени со на фултайм на договори за постојано вработување и во приватен и во јавен сектор, го имаат тоа. Така што Австрија е дефинитивно социјална држава, иако во последниве години е водена да кажеме од десничарски влади, сепак тој социјален момент на државата никој таму не се дрзнува да го нарушува, за разлика од нас. Значи тоа е исто многу интересно што тука се оди стално на тоа преговарање, на тоа договарање помеѓу социјалните партнери и тоа стварно функционира. Значи се договараат работодавците, односно да кажеме коморите, синдикатите и владата за сите работи. И тоа функционира за разлика од Македонија, каде што тоа е сведено само на хартија и каде што бизнисмените, олигарсите заедно со владата ги носат сите политики, а синдикатите ги тргат на страна. Во Австрија тоа функционира и кој да дојде партија на власт, дали тоа десница не е битно или левица, сите го прават тоа. И тоа е уште една лекција што може и треба да се научи од Австрија, дека државата мора да има социјален карактер и ако сака да има социјален карактер, тоа што е трипартитен диалог со јасно вклучување, директно вклучување на синдикатите мора да функционира. Професоре, би сакал да ги достигнеме тие австријски височини за македонските прилики. Јас работен век во Германија ги почувствував социјалните бенефити, 14-та плата и така натаму, но тоа не е најбитно. Побитно е сега една друга димензија која пак е компарација. Рековте дека зафаќањето е речиси до 50%. Овде лидерот на опозицијата Мицковски најави рамен данок и враќање, односно сведувајќи го на 8%, без при тоа да ги добиеме, да речем условно, економските спецификации, што тоа ќе значи
како стимулација, како буџетска потрошувачка и алиментирање на буџетот. Што вие мислите, дали е тоа добар концепт со оглед на фактот дека не помина предлогот за така наречен данок кој би бил прогресивен во времето во кое јазовите би биле намалени. И тоа не помина тој и во ваше време, а особено не во времето на власта на ВМРО ДПМН. Повелете. Јас оваа најава на Мицковски или кој да беше таму од ВМРО за намалување, дополнително намалување на данокот на 8%, ја гледам како тоа дека во ВМРО ништо не се сменило во однос на оно што беше пред 15 години. Значи, те повторно продолжуваат со истите политики и тоа покажува не само дека не се сменети, туку и дека немаат идеи, не знаат што ново да кажат, не знаат што да понудат за развивање на државата и на општеството, на економијата, и затоа се навраќаат на оние стални идеи. Намалувањето на данокот од 10 на 8% би било многу штетно, погубно би било. Зошто? Затоа што тоа само ќе направи буџетска дупка, ќе ги намалите приходите од персоналниот данок, односно данокот на личен доход, кој што се околу 300 милиони евра годишно во буџетот, ќе ги намалите за 20%, нели од 10 на 8% за 20% ќе ги намалите, односно ќе направите буџетска дупка од 60 милиони евра, што ќе значи ќе имате помалку пари за здравство, социјала, образование, култура, се друго што нели државата треба да го обезбедува, или пак дека ќе треба дополнително да се задолжувате, како што правеше, да кажеме, и претходната влада на ВМРО. Знаеме добро дека една од главните нивни одлуки беше задолжувањето. Освен тоа нема да има воопшто... Во однос на задолжувањето и оваа влада на Заев не пак ја подолна, ама добро, тоа во некоја друга прилика. Повелете. Со тоа што има клучна разлика, владата на Заев, сега не ќе да го брана Заев, да не се разбереме погрешно, стално го критикувам, но мора да бидеме што се вика честни. Владата на Заев се задолжи во време на неголемата криза, неголемата економска криза во поновото време, исто како што се задолжија скоро сите држави во светот. Има разлика да се задолжи милиарди евра, милиарди нешто, но тоа беше во период кога сите во светот се задолжија, и тоа беше сосема оправдано, за разлика од Груевски, кој што не се задолжуваше за да гради непотребни споменици. Но друго сакам да кажам, ако се намали данокот од 10 на 8%, тоа нема да има ништо добро да кажеме за работниците, затоа што тие пари дополнителни што државата ќе ги пуши да кажеме во економијата, нема да завршат кај работниците, туку ќе завршат кај фирмите. Фирмите сигурно нема да им изголемат платите на нивните работници, да им кажат еве од сега ќе ви дајам малце повисока плата затоа што државата ги намали даноците, туку тие пари ќе ги задржат за своји профити и повторно ќе имаме зголемување, дополнително зголемување на профитите во економијата, кои што и онака се премногу големи. Македонската економија е една од најпрофитабилните економии во Европа. Учеството на профитите во бруто домашниот производ е повеќе од 50%, значи повеќе од учеството на платите, што е невидено перверзна ситуација, и ниедна влада до сега не се обиде да го коригира тоа. И сега, значи, ако се случајно имплементира ова што го најавува ВМРО, ќе се продолжи тој тренд, ќе се заврза уште повеќе. Така што таа најава е прилично штетна и не знам дали ќе се случи, со оглед на тоа што големи се шансите ВМРО да дојде на власт за некое време, мислам дека ни предстојат турбулентни економски години. Тоа беше Бранимир Јовановиќ. Ве донесов во Македонија поради оваа проблематика и вриежа што настанува. Се разбира, ние разговараме често пати за светските движења, овој пат ќе ги оставиме тоа за наредната недела, до толку повеќе што овде повторно тлее некоја несигурност околу порастот на економскиот развој, стабилизацијата на денарот, можната инфлација што во некои европски земји не е така драматично, но е, например, во Германија 100% зголемена. Бранимир Јовановиќ беше гостин, инаку нашиот университетски професор, повеќе од 7-8 месеци е во Виена, во престижниот австријски институт за економија, и ви дозволи да се вратите во Македонија. И благодарам што бевме заедно. Се гледаме веројатно наредната недела.